Веќе неколку дена во Штип се одржуваат универзитетските спортски игри на кои во повеќе спортови се надпреваруваат студенти од македонските универзитети како студенти од Софискиот универзитет. Универзитетот оваа година посвети и стави акцент на спортските игри, на универзитетските спортски игри и во моментот се присутни Универзитетот од Софија, каде што во повеќе спортови студенти од катедрите за индивидуален спорт и катедрите за тимски спорт се присутни професорите и се присутни студентите. Исто така е присутен Универзитетот Свети Климент Охридски од Битола, каде што во моментот се играат надпреварите во Тошо Арсо, во другата сала са надпреварите по ракомет, заедно со студентите на нашиот универзитет. Одлучивме оваа година да се стави акцент и на индивидуалните спортови, заради тоа токму во овој момент во салата ќе започнат надпреварите по пинг-понг, карате, джудо, шах, а надпреварите од фудбал, од кошарка, тие се надпревари кои што се планираат да се реализираат и во следниот период. Навистина е соработката со Универзитетот од Софија на високо и на длабоко ниво, затоа што во моментот покрај тоа што се реализираат спортски надпревари тука, во исто време се реализираат и во 5 други европски држави кои што е поврзан со еден голем проект за спортот кој што го има Универзитетот Гоце Делчев и кој што всушност е поврзан и со спортските активности, но и со истражувачки научни активности за подигање на свесноста и вклучување повеќе на младите луѓе, на студентите, на средношколците во спортските активности со цел подобро здравје. Што вели искуството од досегашното учество на Универзитетот Гоце Делчев? Дали запазена традицијата, односно имате настап во некои други странски универзитети? Пред 2 години Универзитетот настапи на Универзијадата во Амстердам. Во моментот се прават подготовки и планови за настап на одредени спортисти во координација со Универзитетската спортска федерација, исто така на универзијади. Она што можеме да го кажеме е дека без лажна скромност, дека организацијата на Универзитетскиот спортски центар е прогласена за најдобра организација и за најдобар модел, кој што во моментот го препознали и другите универзитети, кој што ќе се следи од страна на другите државни универзитети во Македонија. Тоа е концептот на кој што вклученоста на младите луѓе, бидејќи студирањето, наставата не е само она што треба да се случува во амфитеатрите и предавалните, туку многу поширок еден социјален, спортски, културен живот. Ние се обидуваме тоа да го направиме и навистина добро го правиме, бидејќи ги интегрираме и, ако забележувате, градските клубови, кои што не се наша обврска, а се обидуваме и одбојка мажи, и одбојка жени, и карате, и пинг-понг, и кошарка млади категории. Знаете дека пред 3 години имавме професионален кошаркарски клуб со цел ја разбираме тешката ситуација на спортот и се обидуваме да дадеме импулс да ги издржиме овие тешки моменти за спортот во нашиот град. Се надеваме дека тоа ќе го препознаат и други важни сектори во општината, во бизнис заедницата, бидејќи иднината е како да се интегрираме, како да ги споделиме заедно буџетите. Ако универзитетот има еден буџет, како да се спои со буџетот на општината, како да се спои буџетот со бизнис заедницата, бидејќи тие млади луѓе кои што сега се во пионерските школи, утре ќе видат во градските клубови, ќе студираат на универзитетот и тука е сега умешноста на луѓето кои што носат одлуки да може тоа да го препознаат и да го создадат. Знаеме дека во рангот на студенти имаме и врвни спортисти. Можеме ли да кажеме за некои позатејни успеси на штипските студенти на овие универзитетски спортски игри? Значи, покрај тоа што ние имаме активни студенти кои што играат за клубовите на универзитетот, ние имаме и врвни репрезентативци. Значи, на факултетот за туризам и бизнис логистика студира познатата ракометарка која што игра за Металург и за репрезентација Темјановска. Студираат, знаете, каратистите, Павлов е на филолошкиот факултет. Во моментот се прави една база на податоци на заинтересирани средношколци од овој регион, кои што сакаат да студираат на универзитетот и кои што разговараат за одредени активности за вклучување во спортскиот центар. Но можностите на универзитетот се до едно ниво. Ние не можеме да финансираме и да промовираме професионален спорт или полупрофесионален спорт, но можеме да помагаме. Заради тоа е иднината како да се интегрира финансискиот буџет, како да се реновираат салите, бидејќи вие во овој момент имате гости од Софијски универзитет, имаме проблем каде да се игра надпреварот по ракомет, затоа што освен оваа сала сите други имаат сериозен проблем со загревање, со услови, со скршен паркет, со лоши сооблекувални, со немање топла вода. Тоа се сериозни прашања на кои што можеме да ги решиме. Тоа се малку средства фалат за да се средат тие сали, да бидат
достапни и да бидат отворени постојано за млади луѓе во сабота и во недела, да се создаде нова динамика на потребите на младите луѓе во градот.